Регионализацијата не ги даде очекуваните резултати, колку и да се инвестира во некои региони кои биле сиромашни, тие и понатаму остануваат сиромашни, смета универзитетскиот професор Борче Треновски. Знаете дека за рамномерен регионален развој се донеси стратегија и така натаму. Со години се уште истите региони го задржуваат степенот на развој. Видовме она што може да се види за регионите, интересно дека јавните средства се најголеми во регионите кои се најмногу развиени. Меѓутоа тоа не помогнало тој регион да се развие. Што покажува дека само јавните инвестиции и капитал не е доволен. Треба да привлечете приватен, треба системски реформи во тој регион. Вие можете да истурите сума пари во определен регион, тој ќе остане уште еднаш на дно. Од почетокот на регионализацијата на државата се реализираат континуирани повици за доделување на средства, но и покрај ова квалитетот на живот во одредени региони не се менува. Имено во 2007 година Скопскиот регион со 4750 евра БДП по глава на жител бил најразвиен во државата, додека Полошкиот со 1369 најсиромашен. Состојбата е непроменета и денес, со тоа што бруто домашниот производ во Скопскиот регион сега е 5186, а во Полошкиот 1705 евра по жител. Истите позиции ги имаат задржано и останатите региони. Источниот бил четврт по развој кога е започната регионализацијата со 2163 евра по жител БДП. На истата позиција се наоѓа и сега, но со БДП од 3335 евра по жител. Од тука сметаат експертите, нужна е не само регионална, туку пред се локална стратегија и ангажман. Единица локална самоуправа треба да презема дополнителни мерки и активности за зголемување на квалитетот на услугите кои што се даваат единица локална самоуправа, бидејќи од самата презентација која што ќе ви биде доставена, укажува навистина потреба дека има навистина потреба за преземање на дополнителни активности за подобрување на квалитетот на услугите кои што се даваат на граѓаните. Од друга страна, во најголем дел од општините, реализацијата на капиталните инвестиции е половина од планираната. Капиталните инвестиции до пред некоја година и сега е од тука се движаа во реализација околу 50%. Значи замислете, од ветени 10 проекти се реализирани 5. Затоа довербата на граѓаните паѓа. Во системот довербата паѓа, учеството нивно во локалната самоуправа да придонесат се намалува. Од тие причини финансиите на единици на локална самоуправа мора да се зајакнат. За подобрување на состојбата на локално, а со тоа и на регионално ниво, експертите препорачуваат поголем ангажман на локалните власти за собирање на давачките и обезбедување на дополнителни средства во општините.